Физика за 8 одделение. Силите може да го променат обликот, односно формата на предметот. Во секое деформирано еластично тело, ако деформацијата е во границите на еластичноста, се јавуваат внатрешни сили. Овие сили го урамнотежуваат дејството на надворешните сили и под дејство на нив телото ги добива повторно првобитните димензии и форма, штом ќе престане дејството на надворешните сили. Тие внатрешни сили се викаат еластични сили. Го гледате балонот, тој е деформиран под дејство на надворешните сили, односно поради тежината на предметите кои што ги наредив на него. Сега ќе ги тргнам. Кога го тргнав товарот, балонот се врати во првобитната форма. Истото се случува и со ластикот. И тој поседува еластични својства. Кога ќе дејствам со силата на моите мускули на еден ластик, тој ќе се деформира, ќе се издолжи, штом ќе престанам да дејствувам со силата на моите мускули, тој ќе се врати во првобитна положба. Пред мене имам неколку еластични и неколку нееластични предмети. Сега ќе видиме како тие ќе дејствуваат, односно како ќе се однесуваат кога на нив ќе дејствувам со силата на моите мускули. Ја стискам сунгерестата играчка и забележувам, штом ќе престанам да дејствувам со силата на моите мускули, таа ќе се врати во првобитната положба, односно ќе ја зафати формата која што ја имала пред да дејствувам со силата. Потоа ќе дејствувам на оваа кукла. Ја деформирам со дејство на силата на моите мускули, престанувам да стискам, односно престанува дејството на силата и таа повторно се враќа во првобитната положба, односно во првобитната форма што ја имала пред да дејствувам со силата. Сега истото ќе направам и со една мала пружина од пенкалце. На оваа пружина, ако дејствам со мала сила, по дејство на малите сили, таа секогаш ќе се враќа во првобитната положба. Но ако дејствам со голема сила, ќе ја деформирам и таа веќе никогаш нема да се врати во првобитната положба. Нешто слично е и со ова алуминиумска игла за плетење. Ќе дејствувам со силата на моите мускули на неа, ќе ја извиткам и многу добро знам дека таа веќе никогаш нема да се врати во првобитната положба. Нешто слично и се случило и со конзервата која што сега ми е на масата. Претходно ја стиснав со силата на моите мускули, ја деформирав и еве, уште не се врати во првобитната положба, односно не ја зафати формата што ја имала пред дејството на самата сила. Заклучок од изведените обиди. Под влијание на сила, еластичните материјали се деформираат, а потоа се враќаат во првобитна форма. Ако се дејствува со преголема сила, тогаш материјалот нема да си ја врати в првобитната форма. Под влијание на силата, нееластичните материјали се деформираат, а потоа не се враќаат во првобитната форма. Константа на еластичност. Константа на еластичност ја обележуваме со мала буква К латиница, а запишуваме К да е еднакво на F врз делта L. Или да кажеме дека константа на еластичност е количник помеѓу силата и издолжувањето. Или поинаку да ја запишеме истата равенка како F да е еднакво на К по делта L, односно силата да е еднаква на производот од константа на еластичност и издолжувањето. Всушност, со ова равенка е представен Хуков закон, кој што ни кажува дека силата што е потребна за издолжување, стиснување на едно еластично тело е право пропорционална со издолжувањето, односно со скусувањето.
На ова тема ќе разгледаме една домашна задача на ученичка која што минатата 2019-2020 година го заврши 8 одделение, а всушност се работи за истражување за паралелно и серијско врзување на ластици. Истото истражување е опишано и во учебникот. Ова година ќе се запознаете со паралелно и серијско врзување на ластици, а додека свиткување на линијарот самите ќе го истражите за домашна задача по ова лекција. Потребни материјали. За изведување на ова истражување потребен ви е лист хартија, стаклено шише. Девојчево користеше стаклено шише со маса од 455 грами. Не мора да биде таа големина на масата, може да биде и поголема, може да биде и помала, зависи како ќе се снајдете. Секогаш ви кажувам да се снаоѓате во смисол што можете лесно, приближно да одредите масата, да речеме на едно пластично шише, да земеме некое полалитарско пластично шише, да го налееме со вода, ќе знаеме дека неговата маса е приближно 500 грами. Зашто знаеме дека 1 литар вода има маса од 1 килограм, односно 1000 грами. Доколку сакаме да оперираме со помала маса, ќе ја налееме до половина и ќе претпоставуваме дека некаде масата на таа вода во половина од полалитарско шише всушност изнесува некаде околу 250 грами. А ако излегувате или вашите родители ако излегуваат, можете слободно да налеете во едно шише вода и да замолите некого во аптека или во продавница, на нивните ваги ќе ви го измера тоа без никаков проблем. Што е уште потребно? 2 парчиња ластик со должина, конкретно девојчево искористи со должина од 30 см. Ако немате толку долг ластик, може и со помала должина. Тука и вага, доколку имате нормално, и линијар со кој што ќе ги мерите должините. Цел на ова истражување е утврдување на влијанието на силата при паралелно и серијско врзување на ластици. Постапка или прво мерење, фиксирање на едниот крај на ластикот на клинец, отчитување на нулта точка, прикачување на шише на другиот крај од ластикот, мерење отчитување на истегнувањето на ластикот во однос на нултата точка. Мерење истегнување на ластик со должина од 30 см под дејство на шише со маса од 455 грами изнесува 22 см. Тука преку ова фотографија ученичката и ни го докажува тоа што го сработила. Потоа, второ мерење или постапка кога серијски ќе поврземе двата ластици. Фиксирање на едниот крај на ластикот за клинец, отчитување на нулта точка, прикачување на шишето на другиот крај од ластикот, мерење отчитување на истегнувањето на ластикот во однос на нултата точка. Истото тоа имаме прикажано преку фотографии, значи пред да се обеси товарот, се одредила нултата точка, потоа се закачило шишето, се истегнал ластикот, се обележало докаде се истегнало. И ученичката измерила дека истегнување на ластик серијски врзан, значи 2 ластици по 30 см, вкупна должина 60 см, под дејство на шише со маса од 455 грами, се издолжило за 44 см. Трето мерење содржи мерења кога ластиците се врзани паралелно, повторно фиксирање на едниот крај на ластикот за клинец, отчитување на нулта точка, прикачување на шишето на другиот крај од ластикот, мерење отчитување на истегнувањето на ластик во однос на нултата точка.
И повторно гледаме како го правело тоа девојчето, односно ученичката. Прво ја одредила нултата точка, па го обесила товарот, па исцртала или одредила, обележала колку се истегнал ластикот, односно ластиците кои што биле паралелно врзани. И од ова неизино мерење дошла до заклучок дека истегнување на ластикот врзан паралелно со должината од 30 cm под дејство на шише со маса од 455 грами се издолжило 7 cm. И всушност со овие неизини мерења само ги потврдуваме заклучоците кои што веќе беа дадени во самиот учебник, а се вели дека на секој од сериски врзаните ластичиња дејствува силата, па секој од ластичињата се издолжува како што би се издолжило доколку не е врзано во серија. Ова значи дека вкупното издолжување се удвојува под дејство на иста сила. Паралелно врзаните ластичиња ја делат силата по половина на секое и се издолжува 2 пати помалку од случајот кога само на едно ластиче би се дејствувало со иста таква сила. Пред малку го разгледавме домашното со наслов Паралелно и сериско врзување на ластик, а сега ќе разгледаме ФЕД симулација со наслов Паралелно и сериско врзување на пружини, а воедно ќе го провериме и Хуковиот закон кој гласи: силата што е потребна за издолжување, односно за стиснување на едно еластично тело, е право пропорционална со издолжувањето, односно со скусувањето. Ќе ги наместам параметрите во оние вредности кои што би сакала да функционираат. Се решив пружините да бидат идентични, направени со ист материјал, со иста должина, а тоа ќе го представам преку константа на еластичност. И двете пружини ќе имаат константа на еластичност од 200 Н врз метар. Ќе дејствувам еднаш со сила од 100 Н, еднаш со сила од 50 Н, и сакам да ми се покажуваат и векторите на силата што ќе ја применам, еластичната сила, да се гледа и промената на должината при дејство на силите, да биде исцртана или означена и рамнотежната положба, а и да се дават вредностите и на силите и на издолжувањето. Па ќе почнам со првото разгледување, кога на овие две пружини ќе дејствувам со сила од 50 Н. Забележувам дека колку што е голема силата со која што дејствувам на пружините, со толку голема сила и тие ми се спротиставуваат. Издолжувањето во овој случај изнесува 0,5 метри, односно 500 милиметри. Сега ќе преминам на сила од 100 Н. Повторно истото се случува, кога ќе дејствам со сила од 100 Н, со 100 Н ми се спротиставуваат пружините, тежнејќи да се вратат во првобитна положба, а издолжувањето е двојно поголемо, дури 1 метар или 1000 милиметри. Значи дејствував со двојно поголема сила и издолжувањето било двојно поголемо. Со ова само го докажувам Хуковиот закон. Сега ќе преминам, односно ќе ги врзам овие пружини паралелно. Ќе ги задржам истите параметри и можам да веќе да почнам. Ќе дејствам со сила од 50 Н. Забележувам дека колку што е голема силата со која што дејствувам, со толку голема сила и овие две паралелно врзани пружини ми се спротиставуваат, а издолжувањето изнесува 0,125 метри, односно 125 милиметри. Сега двојно ќе ја зголемам силата, односно на овие пружини ќе дејствам со сила од 100 Н. Со толку голема сила и пружините ќе ми се спротиставуваат, а издолжувањето ќе изнесува 0,25 метри, односно 250 милиметри. Забележуваме двојно повеќе ја зголемив силата од 50 на 100 Н
и издолжувањето од 0,125 стана 0,250 метри. Значи и во овој случај го потврдувам Хуковиот закон кој ни кажува колку пати ќе употребите поголема сила, толку пати ќе биде поголемо и издолжувањето. Домашна работа. Активност 1.2а од учебникот страна 9. Мерење на свиткување на линијар. За ова домашна задача, односно за ова истражување ќе ви биде потребна една маса, 2 линијари, еден конец и тело со маса од прилика 200 грами. Значи може да биде и помалку од 200 грами, а може да биде и повеќе. Доколку немате доволно долг линијар за да може надвор од слободната површина на масата да излегува 5, 10, 15 см, овие вредности можат да бидат и помали. Се зависи што имате на располагање. По направените мерења, истите ќе ги внесете во оваа табела, значи ќе напишете масата на тегот, таа останува иста за сите мерења, па колку мерења сте направиле, на која должина и колку се свиткал самиот линијар. Потоа, од направените мерења, ќе направите и еден графикон издолжување сила. На следниот линк ќе најдете многу прашања и задачи на тема сили и движење. Пронајдете ги прашањата и задачите на кои можете да дадете одговор или да ги решите, а за се што е нејасно повелете прашувајте.